Стадион. Емисија за вашата вистина. Владико, дали се слушаме, дали се гледаме, нека ни е честит Божик, Христос се роди, за многу години нека ни е празникот. Како е низ Европа? Веднаш, прво прашање, многу повеќе, многу поинтересно, како да е таму, многу голема диаспора е, многу луѓе од, вие во Италија бевте, многу луѓе од Источна Македонија, посебно се во Италија. Во тие краишта, не случајно, се зборува дека се потребни наставници од тука да се испратат, кои што ќе предаваат македонски јазик, затоа што многу деца се родени таму или се одселиле во Италија. Како поминавте сега за Божик? Повелете. Токму така, Столе, навистина овие предели тука во Северна Италија се доста населени со наши луѓе. Значи ги имаме во овај регион на Пиемонте, каде што и служев јас преквчера и вчера. Станува збор за некоја емиграција од преку 15.000 луѓе кои живеат во еден радиус од 100 километри, кои емигрираат околу црквата Свети Архангел Михаил во Неиве. Тоа се луѓе во главном помлади генерации кои се заминати негде од 95-та година па наваму. И тоа се веќе фамилиарни луѓе кои ги донели своите родители тука, затоа и толку на брзина се зголемил бројот на доселени лица тука. Во овој регион нашите работат во главно во земјоделие, поточно во лозарство. Вработени се по кантини, каде што се произведуваат едни од најдобрите вина во светот, Бароло, да речеме, е познато што може да се најде насегде. А нашите луѓе се дојдени од североисточниот дел на Македонија, додека во Пијаченца, соседната црковна општина на Свети Прохор Пчински и Свети Апостол Вартоломеј, се воглавно струмичани луѓе и таму станува збор за една голема концентрација на наши луѓе на мал простор. Значи, ако се знае фактот дека Пијаченца е една општина од околу 100.000 жители, ние негде евидентирани ги имаме 7 до 8.000 наши луѓе во тој крај, така што сме веќе и фактор. И затоа ни се црквите и толку посетени, и не само тука, туку и сегде низ Европа. За жал, имаме се повеќе и повеќе луѓе кои доаѓаат. Се уште не застанало оној бран на иселеништво, што може би е добро за нашата епархија, европска епархија, затоа што навистина ни се даваат услови за да го собереме цел тој народ и да бидеме помасовни и сегде да можеме на повеќе места да се организираме. Но од друга страна штета е тоа што Македонија почнува сериозно да се празни. Владико, колку црквата го следи тоа се помасовно присуство таму? Колку може да одговори? Колку имате соодветни храмови за да го покриете тој интерес, за да им пристапите, или битна е личната комуникација, не се битни само местата, храмовите, црквите? Секако дека се битни храмовите, затоа што тоа е место на собирање. Јас сум еве на начело на епархијата од почеток на 2006 година. Веќе цели 15 години сум начело на оваа епархија. Епархијата затекнав со некои 23-4 црковни општини и со 4 активни свештеници кои делуваа на тој простор од цела Европа, од 12 различни земји. Денес веќе имаме повеќе од 40 црковни општини низ Европа и активни имаме скоро 20 свештеници. Сега данам каде што има потреба да се изнајми храм или да се изгради храм, тоа и го правиме. Оно што рековте, дали е битен само личниот контакт или дали не
или ни требаат и храмови во кои што ќе го собереме, секако дека ни требаат, бидејќи не функционираат веќе оние клубови кои ги имавме во од почетокот на 70-тите години, кога доаѓале нашите луѓе низ Европа, со помош на државите во кои што се населувале, добивале некои дотации за да можат да направат македонски клубови каде што се собирале, каде што се дружеле, каде што децата учеле и јазик, учеле и фолклор и традиција македонска. Но за жал сегде веќе се замрени тие клубови, неколку уште функционираат понака по-добро, но на прсти може да се избројат тие клубови и црквата во Европа останува единствениот фактор што го собира и го обединува македонскиот народ. Многу често и сите овие нови луѓе кои доаѓаат знаат да го најдат, да најдат мој контакт, дали ќе биде тоа преку телефон или ќе биде во месенџер, во порака да ми се обратат, да ми известат дека заминуваат во тоа и тоа место и бараат контакт од најблиската црковна општина што има за да би можеле таму да функционираат. Веќе во склоп на сите овие црковни општини, онаму каде што не дозволуваат условите да имаме и додатни простории, каде што можеме да се собереме, се организираат и часови по македонски јазик, негде и часови по веронаука, негде веќе имаме и игрорни групи кои се дел од тие црковни општини. И така, ќе повторам, значи стануваме еден сериозен фактор на обединување. Да ве прашам само околу суштинските прашања. То не е филозофија само за обстојување на црквата и воопшто на религијата и на човештвото. Втор Божик, поред во корона услови. Короната не враќа на моралот. Впрочем и во посланието Божик но поглаварот господин Стефан кажа дека моралот е причина за сите неприлики на човештвото. Вие сте поинаков. Сега не би сакал да употребам дигитален свештеник или владика, меѓутоа вие сте од тоа модерно дигитално време. Кажете ми, која е улогата на црквата во ова ново време? Дали да се врати на корените на таа бунтовност, на борба против поробувањето, против неправдите, за заштита на обесправените, немокните, значи таа улога уште од времето на Христа, или некој можеби ќе се пошегува, ама ќе каже може да остане обична невладина организација за погреби, венчавки и за крштевки? Не, секако дека не може да се дигитализираме целосно или да останеме институција, само што ќе се занимава со треби. Под треби се подразбираат сите оние услуги што ги даваме како црква, погреби, венчавки, крстевки, осветување на домови и така натаму, благословен на Славски Колачи, осветување вода, но тоа не е суштината, тоа е само една услужна дејност која даваме. Иначе суштината на црквата е токму во заедничарањето, во собирањето на литургија, на живи и конкретни личности кои се собираат околу својот епископ за да му благодарат на Бога за се што добиваат и да се соединат со Христа преку причестувањето со телото и крвта Христа. Значи тоа не можеме никако да го изведиме онлайн да биде тоа, туку затоа и неа послушавме. Значи ние бевме како црква во овое времење на корона, веќе како што рековте, втор Божик кој го правиме во илегала, да не речам затоа што сегде сме под присмотра, особено низ европскиот континент. Не се најавуваат контроли дека ќе поминуваат кога се собираме во поголем број за поголемите празници, за да не дојде до прекршување на правилата. Ние биваме опоменати од нивна страна и ние се придржуваме до сите оние препораки на држање на дистанца, на влез на луѓе во црква спрема квадратурата колку е тоа дозволено, па потоа таа група да излезе, па да влезе друга група. Наши редари стојат пред црквите за да го чуваат сето тоа, за да оставиме на добра слика дека не злоупотребуваме оно што ни е дадено. И ке речам, ние сме послушни во тој однос и се трудиме да работиме на тоа да ги почитуваме тие, за да не бидеме санкционирани.
Но оно што не можеме и не смееме да го послушаме како препорака, тоа е веќе станува се полабаво со тоа и веќе ги немаме тие замерки, но на првиот Великден во пандемијата имавме препораки да се забрани причестувањето, да се употребуваат повеќе лажички различни за причестување или сосема да се забрани тоа, и тогаш се губи суштината на црквата. Значи ние не смееме да останеме една институција која само ќе го собира народот, во кој ќе му дава прилика од надвор да запали свеќе и да го оствари својот однос со Бога. Туку напротив, затоа ќе речем дека ние не послушавме таа препорака, не ја послушавме нити во Македонија, нити тука ни за Европската епархија, секако и ни другите епархии што ги имаме во диаспората. Затоа што тоа е суштината и тоа е смислата на црквата, нашето соединување со Христа, нашето заедничарење преку телото и крвта Христови. И тука е тој бунт што можеме ние да го направиме. Иначе, како модернизација на црква, можеме да го современиме ние пристапот до верниот народ со давање информации или пласирање на текстови од кои што ќе може да се поучуваат. Како што се тоа социјалните медиуми каде сме застапени, вака гостување во радиопрограми или телевизиски програми, тоа е модернизирање на начинот на пристап до народот. Но онаму каде што сме најконзервативни, каде што сме бунтовни, нема да слушаме ничии препораки државни, дури и по цена да треба сето тоа да се прави во некоја катакомбна црква, во некој времиње можеби подоцна. Ние не сме спремни да отстапиме од тоа. И за крај само да ми кажете што може да се очекува оваа година, како владика, некој совет, некој послание, како сакате, наречете го. И нормално, Стоилов вие добар другар, за ракометната репрезентација, зборевме до сега за ракометот, кажете вие нешто за тоа. Јас сакам да верувам и да апелирам до народот да го има тоа трпение што го имавме во овие 2 години од како трае пандемијата. Да се надеваме дека набрзо ќе го надминеме тоа, дека лесно ќе го поминеме најпрви нови бран кој за многумина, како што прогнозираат, е тој последен бран можеби во кој ќе се види веќе крајот на оваа пандемија, за да можеме да се вратиме на старите навики, да не се оттугуваме едни од други, да не се оттугуваме нити од Бога, да имаме доверба во Бога дека Господ Бог секогаш ни мисли најдобро, дека ниедно искушение не е поголемо од она што можеме да носиме, но и да не се надеваме на преголемата милост на Бога, па да велиме дека Господ Бог мене ќе ме заштити, немам потреба од препораки на Светска здравствена организација или немам потреба од ваксините, затоа што и тоа е веќе една друга крајност. И тебе во последното мој интервју за Прес 24 со Николовски што го правевме, го споменувам и тоа дека не можам да ги осудам луѓето што размислуваат поинаку, што дури се лутат на нас кога укажуваме да се почитуваат препораките, сметајќи не нас за маловерни, но би сакал да им порачам на тие луѓе дека сериозно да размислат дека имавме духовници од светски калибар кои што почина од коронавирусот и дека не е тоа само, да го спомнеме еден отец Методи кој го имавме како големо светило во Валамскиот манастир, почина од коронавирусот. Човекот беше познат по својата вера, човекот 2/3 од својот живот го поминал во еден од најстрогите манастири православни во светот, и сега треба да се сомневаме дали тој имал вера или изгубил на момент верата, па го загубил и животот, и дека некој тука повеќе верува од нас. Значи не може да се стави кантар на тоа верување. И затоа ќе апелирам да имаме трпение, да се придржуваме уште малку на препораките, да му благодариме на Бога за се што поминуваме, затоа што секој искушение не прави да бидеме посилни, да растеме во верата. И секако да веруваме и во нашите момци кои за ден-два веќе почнуваат со својот настап на Европското првенство, да ги бодриме сите затоа што тие се оние што може да ни го дигнат духот и
И може би, еве, кога станува збор за спортски успеси, барем тука најмалку нешто да се делиме, затоа што веќе сме подели на секој основ, па барем тука да се обединиме во радоста која ќе ни ја понудат овие момци со својата храбра игра на теренот. Владико, јас ви посакувам се неубаво, посакувам на сите што не слуша, на сите граѓани на нашата држава, цела Европа, целиот свет, се неубаво во оваа 2022 година. Уште еднаш Христос се роди, навистина се роди и која ќе во склад на тоа што и вие го рековте, мора да има директен контакт, тоа е суштината, тоа е стршта, која ќе се вратите, еве, наредните месеци ќе направиме едно цело интервју на сите овие теми кои што ги засегаат и ќе ги засегаат оваа година граѓаните на оваа држава. Благодарам на понудата, секако чим се вратам ќе седнеме да се видиме па да ги договориме сите детали. До тогаш на сите слушатели срекни празници, не само овој што помина, туку и сите оние што следат во овој период, дека ни бидат на здраве и на спасение и на утврдување во верата. И поздрав до Канал 77 и секако да искористам приликата да им најавам на нашите во Швајцарија, ако слушаат дека за страна нова година ќе бидам во црковната општина Собор на сите македонски свети во Лозана, потоа следната недела ќе бидам на богослужба во Свети Наум Охридски во Тринген во Швајцарија, а за богојавление ќе бидам во двете црквени општини и таму ќе се фрла крст, затоа што навистина нашите таму добро се организирани и знаат да го направат онака како што доликува и да ја покажеме нашата вера. Благодарам. Ова беше владиката Пимен митрополит Европски на Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прва, односно Јустинијана Прима, поточно. Стадион. Емисија за вашата вистина.